Скоро 10 дена гори депонијата во Крушево, а надлежните служби покрај напорите не можат да ја изгаснат. Велат дека депонијата сега може да се изгасне само ако падне дожд или снег. Чад и неподнослива миризба се шират насекаде во градот. Надлежните се сомневаат дека честите пожари на истата настануваат поради тоа што таму се фрла и пепел во кој најверојатно се уште има и жар. Затоа препорачуваат граѓаните пред да ја фрлаат пепелта во контейнерите, истата барем еден ден да ја чуваат во некој метален сад. Не може да се изгасни, макар што со цистерните секојдневно доаѓаат тука, ја наводенуваат депонијата, меѓутоа таа е површина во Стамолијата каде што се запали и водата не може, нити има пристап цистерната поблиску да појде до местото кај што гори депонијата. Колку време може да гори уште? Да заврни дожд поќе време, така ќе угасне депонијата целосно. Ако не цел ќе гори до се до тогаш? Па да. За жал. Депонијата се простира на површина од околу 1 хектар, но најголемиот дел од неа се наоѓа во планински дол и незината локација е комплетно несоодветна. Од општината велат дека досега депонијата 3 пати е преместувана. Лани платиле дури и попрскување на депонијата со одредени хемиски средства, кои што спречуваат пожари, но велат дека општината нема пари секоја година да го прави истото. Трајното решение го гледаат во отворање на регионална депонија на Пелагонискиот плански регион, која што ќе биде според сите стандарди. Оваа депонија позади мене што стои е од времен карактер и бараме нејзино одложување некаде во регионална излагање на сметот и ѓубрето во регионална депонија, каде соодветно ќе се третира сметот и отпадоците од ѓубре. Во поглед на заштитата, ние веќе ја поднесовме иницијативата, треба се направат соодветни физибилити студии, каде и во кој регион треба точно да се определи регионалната депонија и после како ќе се одведува сметот од секоја општина поединечно, на кој начин и во кои денови. Сето тоа треба да биде со проект, соодветен проект, каде што е голем, глобален и кошта доста средства. Она што сега останува е да чекаме да падне дожд, па да се изгасне депонијата во Крушево. Или пак државата, преку соодветните институции, итно да реагира и да понуди соодветна помош за овој случај.